Почитувани, по 7 години крадење и злоупотреби во енергетиката, имаме 1 година на работа, развој и напредок. По 7 години застој, Македонија почнува да се поврзува со гасен интерконектор со Грција и Србија. Од слепо црево на полето на транзит на гас на Балканот, владата, предводена од ВМРО-ДПМН, ја претвора Македонија во транзитен центар за гас. Преку гасниот интерконектор со Грција, гасот ТАП и терминалот во Александрополос, преку Македонија ќе оди кон Србија и Средна Европа. Со можност за транзит и до 3 милиарди нормални метри кубни гас во правец југ-север, Македонија ќе ја гарантира енергетската диверзификација на регионот и ќе ја зголеми употребата на американски, азербејџански и друг газ од неруско производство. Владата го зголеми концесискиот надомест за рудниците. 2,5 пати повеќе пари завршуваат во државниот буџет сега од пред 1 година. Донесен е нов закон за енергетика кој гарантира стабилност и развој по светски стандарди. Со законот за енергетика се утврди фотоволтаичните централи да мора да обезбедат батериски систем за складирање на електрична енергија со цел гарантирање на стабилност на системот. Инсталиран е нов 400 киловатен трансформатор во Битола 2, со што се гарантира енергетската стабилност на југозападниот регион на Македонија. Почитувани, 1 година ја движиме Македонија напред на енергетското поле. 1 година Македонија реди победи. Следуваат години на раст и развој на енергијата. Следува реализација на огромни проекти за производство на струја. Македонија од струјно увозно зависна држава ќе стане држава нето извозник. Најдоброто допрва доаѓа. Ги градиме темелите на промените. Доаѓа времето на Македонија. Ви благодарам.